Колку што разбрав, вие работите сменски таму, практично во општината физичкото присуство е прилично редуцирано. А ние одлучивме да ги почитуваме препораките на владата. Работата ја организираме двосменски, се со цел да не падне кондицијата кај вработените, оти една недела ако идат на работа, една недела ако седат дома, што е една од можностите што ги даде владата, е несоодветно, затоа што голем број од работените се опуштаат, а не е фер кога работат и онака помалку, работеа помалку и претходно прелетните месеци ја земаат цела плата на грбот на работниците кои ги ризикуваат своите животи во фабричките хали, да седат дома не е соодветно, затоа одлучивме да воведеме двосменско работење. Првата смена е од 7 до 12:30 до 12:30, после имаме пола час пауза за да се проветрат просториите, да се направи ако треба дезинфекција и после тоа втората смена работи до 17:30 со цел да ги завршиме сите обврски, да бидат безбедни вработените, доколку се случи некој да биде позитивен, да треба да се изолира, да не мора цели оделенија, цели канцеларии да одат, туку само тие што се во таа канцеларија од таа смена. Значи, повеќе ефекти сметаме дека ќе се постигнат. Истовремено, Аце, на ова што го говориме, што го разговараме, истовремено остави впечаток минатиот викенд практично изјавата дека како градоначалник размислува за барање до владата да се прогласи карантин, да се прогласи практично локдаун, да се стави Велес во една блокажа од веројатно неколку недели заради бројките кои што се однесуваат на ширењето на вирусот. До каде е таа идеја? Беше тоа вака само еден Facebook статус во некаков момент на, да кажем, висока сензитивност заради бројките или навистина се размислува на такво решение? Па вака, тоа не би се однесувало само за Велес, туку за јас би размислувал за селективен пристап, затоа што секаде не е состојбата алармантна како што е во Велес и во 7-8 други градови во Струмица, земјата. например, Скопје, секако неколку општини. Јас имам почитување за идејата на Комисијата за заштита од заразни болести, да видиме какви ќе бидат ефектите од овие мерки, да се почека 7 до 10 дена, па доколку тие не ги дадат очекуваните резултати, тогаш да се оди со малку порадикални мерки. Еве вчера, кај да се појаваме, прашуваат граѓаните и во продавниците, продавачките, зошто во пролетта кога имавме по 20 вработени имаше тотален карантин, а сега кога имаме скоро 100 дневно По 20 заразени. Да, многу е полоша состојбата од колку пролета, а имаме поблаги мерки. Јас не сум за тоа да се оди кон целосен карантин, туку да се превземат овие искуства што ги имаат западноевропските држави, да се ограничи движењето на луѓето, се со цел да функционира. Па тој е прилично блиску до ова што се обидува владата да го прави, односно Комисијата за здравствените состојби. Тоа се отприлика нивните предлози. Тоа се треба да се комбинира со зголемување на нашата свест и совест. Мислам дека во овој момент е многу важно да станат убедливо малцинство тие што уште шират невистини дека не постои COVID-19, дека тој не е опасен. Второ, да ја подигнеме свеста дека треба штом ќе се случи некој од семејството или некој од работното место или од друштвото да не мора да е инфициран, туку да е отишол да се тестира затоа што се сомнева дека е позитивен на COVID-19. Најмалку што треба да направат луѓето е да останат дома неколку дена додека достигнат резултатите и кога ќе треба да епидемиолозите да ги анкетираат, да ги кажат сите контакти, затоа што не се работи за не дај Боже некоја сексуално пренослива болест, па да е срам да кажете од што сте се инфицирале. Мислам, луѓето Аце гледам која на секој може да му се случи. Така е, на сите може да не се случи, се разбира, и сите можеме некого и да заразиме доколку сме невнимателни. Ова е многу важно, затоа што ги кријат контактите и тоа и не кажуваат дека се позитивни. Животот станува компликуван доколку се пријавите дека сте заразени или дека имате сомневања. За почеток треба 10 дена изолација. Тоа на многумина не им се допаѓа. Ама не е... Да, ова не е прашање на допаѓање или не. Нас се допаѓа или не. Ние секако сме во опасност, но
Со нашето неодговорно однесување ги доведуваме во опасност животите и здравјето на нашите најблиски, на колегите, на пријателите и воопшто на останатите граѓани, затоа што ние сме потенцијален преносител на таа инфекција, која може кај некои што се возрастни или хронично болни фатално да заврши со губење на животите. Така Како ќе спиете спокојно после ако вие сте виновникот за тоа што Така е, се случува? така е. Аце Коцевски, градоначелник на Велес. За викендов имав прилика да разговарам со еден мој пријател архитект кој што е прилично се разбира заради професијата упатен во бизнисот, градежен и така натаму, ми вели дека скопските општини се комплетно застанати со можноста човек на време да добие некакви процедурални харти, дозволи, одговори дури и така натаму во врска со градежните активности. Се чека со недели, се чека па и со месеци на наједноставни обраќања и поднесоци до општините. Физичките контакти се забранети, телефони не се дигаат и така натаму. Практично тоа е прилично застанато како последица и на коронавирусот. Како е во Велес, Коцевски? Успевате ли да им излезете во пресрет на граѓаните кои што корона, не корона, сепак имаат потреба од разноразни општински надлежности кои што мора редовно да се извршуваат? Да, ние се обидуваме да функционираме колку што може нормално во оваа ненормалност која не зафати. Спротивна е состојбата од скопските општини. Ние се радуваме ако дојде инвеститор и ако сака некој да инвестира и за гради, затоа што кај нас многу малку се гради и тоа ни е многу важно и заради отварање на нови работни места, ако се работи за инвестиција во стопанството или воопшто и физички лица, ако тоа го прават затоа што се приходи кои влегуваат во буџетот, а од тоа ние градиме комунална инфраструктура и сме успешни или неуспешни, така да се обидуваме брзо да одговориме. Може би има застој во некои работи околу данокот на имот, данок на промет на недвижности. Имавме 2 службенички кои се позитивни, се уште се во болница, други во изолација, меѓутоа се обидуваме да ги извршуваме колку што може поревносно врските и да даваме квалитетни сервисни услуги на граѓаните и во овие услови. Коцевски, за година дена од овој месец, од сега се наближуваат изборите локални. На тие избори ќе се види, практично ќе види да тоа е еден поширок тест за тоа веројатно како се справувале властите, па и локалните и со коронавирусот, бидејќи до идниот ноември се надеваме сите дека ќе поминат овие воредни состојби, меѓутоа ќе остане меморијата и ќе останат искуствата низ кои што граѓаните поминале. Мислите ли дека вашата општина би поминала позитивно во оценката, барем што се однесува до коронавирусот и вашите општински овластувања околу справувањето со тоа навистина глобално зло, но секој живее локално, па тоа му е најважно? Да, па ако се суди според тоа како сме ние организирани, мислам дека функционираме одлично. Општинскиот штаб за заштита и спасување има скоро 30 на седници одржано. Имаме одлична соработка со трите јавни здравствени установи во градот, со матичните лекари, ги координираме активностите во рамките на нашите можности, правиме тоа што треба да се прави. За несреќа Велес стана сиромашен град и немаме фирми кои се силни, кои можат да донираат, да помогнат во оваа ситуација и со лаптопи или компјутери за децата од социјално ранливи семејства кои немаат можност да си набават или многу да помагаат со купување на заштитни средства и пакети храна и хигиенски материјали, но во рамките на нашите можности и овластувања мислам дека даваме максимум во овој момент. Аце Коцевски, градоначелник на Велес, благодарам за ова утринско јавување. Потрошивме 7-8 минути за вашето барање да се воведат дури и построги мерки против ширењето на епидемијата, да видиме како тоа ќе се одвива оваа недела. Сите се надеваме дека можеби овие бројки ќе траат уште 10 дена, некои и од најавите на експертите се такви. Коцевски, благодарам и во оваа прилика. Благодарам и јас.